Еве не со пролета овде во просториите на јавната општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе на еден разговор со новинарите, со медиумските куќи од градот и со дописниците, со цел да ги регистрираме и да ги најавиме настаните што непосредно следат, па и цела оваа пролет до летото. Непосредниот повод е театарски, односно првата следна премиера на театарот при Домот на културата, меѓутоа ќе проговориме и за некои други активности. Значи, благодарност до новинарите што ги следат сите активности на Домот на културата. Денес, понеделник, најавуваме во среда 17 април премиера на детска представа Волшебникот од Оз. Тоа е таа една сцена која проработи од минатата година, значи детска и младенска сцена која што се труди да пласира и играни проекти, но и куклени, и театар на сенки, и верувајте, допрва ќе експериментираме. Со оглед на тоа што ова 2019 година е практично 90 годишнина од првата одиграна театарска представа во градот. Така да 2019 може би акцентот ќе биде на театарот, но тоа не значи дека ќе бидат запоставени нималку и останатите дејности при домот. Заради сите овие работи кои ги напоменав, заедно сме тројца тука. Мики Цилов и Маријан Тодоровски. На почетокот би сакал Маријан да каже некој збор, бидејќи тој е едноставно оној кој бележи, кој е хроничарот на овие настани. Дом на култура има пракса да ги најавува своите настани прецизно, така да повеќе за тоа, за втората половина на април и текот на мај, ќе ви каже Маријан. Да, благодарам. Добар ден или добро вечер за кој како не гледа, како што кажа директорот. Задоволство ми е пред се да се обратам пред вас, пред локалните медиуми и дописниците. Може би ќе се повторам со директорот, но ми е исклучително задоволство затоа што имаме изворедна соработка и јас како вработен во Дом на културата сум благодарен за вашето интензивно следење на нашите настани кои што овие 2 месеца особено се голем број. Така и го започнавме и април ова година, почнувајќи од априлјадата кој што ги опати сите деца низ градот, од основните училишта, од градинките, масовноста, кај не се случуваат освен наши настани и други настани во организација на други институции, културни, медиумски. Задоволство ми е што изразуваат желба тоа да се случи кај нас во домот. Би напоменал дека се случија неколку изворедни настани, вклучувајќи овде и премиерата и промоциите на изворедно популарната Лакардиите на Паја. Не беше тука промоцијата на младите, односно изложбата на најдобрите млади стрип автори во Македонија, кои што има нашите граѓани да ја проследат минатата недела, но и оно што следува е секако и повеќе од интересно. Секако акцентот ни е на активностите кои ги прави Домот на културата, особено со премиерата за деца на представата Волшебникот од Оз во среда на 17 април, но пред тоа, веќе утре вечер на 16 во организација на Сдруженијето за алтернативна култура Алтар центар на Кавадарци во коорганизација со Домот на културата ќе се случи настанот Пријателите за Ристо по 4-ти пат. Станува збор за манифестација посветена на животот и делото на нашиот познат уметник Ристо Соколов Сокол. Настаните кои што следуваат во нашата институција се од сите дејности на културата и област и уметноста. Не следуваат редовните репризи за училиштата
од најмалку 8 за представата Волшебникот од Оз. Не следуваат концерти на класика, промоција на книга, веќе во петок имаме изворедно, би рекол, новинарско дело ќе се промовира во нашата институција. Стана збор за книгата Радио на познатиот новинар македонски Љупчо Јолевски. Следуваат хуманитарни концерти, посветени на разни причини кои што се случуваат хуманитарните концерти. За да финалето го доживееме овој месец, морам да спомнам тука и ликовната уметност од изворедно значење за домот на културата и воопшто за градот. Веќе на 22 ни е изложбата на познатата македонска уметница Адриана Мација од Скопје. А месецот ќе го завршиме заточно со големиот великденски хепенинг кој ќе се случи на градскиот плоштад во Кавадарци, се разбира посветен на токму на Великден. Мај месец донесува многу изложби, промоции на книги, донесува една изворена прилика да погледнеме неколку дела од најновата продукција на германскиот модерен филм во соработка со германската амбасада во Македонија. Следува и голема изложба на новата унгарска уметност на 21 веќе мај е лоцирана изложбата во соработка со унгарската амбасада во Македонија. Во преговори сме да секој момент го одредиме и датумот за промоција на исклучително важната манифестација за македонската литература, наградата Роман на годината, која соработка почна од минатата година. И се разбира, тука се сите активности на нашите соработници од Кавадарци, од балетските студија, основното музичко училиште, кои што редовните своји активности за крајот на годината, школската година, ги лоцираат во нашата институција. Ако нешто заборавив, во овој момент да спомнам, сета програма, како што сега објавена за април месец, на нашата Facebook страна и профилот на Дом на култура Иван Мазов Климе, за некој ден ќе биде објавена и за мај, така да настани нема да не достигаат. Се надеваме публиката ќе го издржи ова темпо во ова вистинска пролетна културна офанзива на Домот на културата. Добро, благодарам, Марин. Јас би продолжил само вака, кога сме веќе кај музичката дејност. Да. До крајот на април и цел мај ќе следат неколку концерти. Джез, пред се, фолклорот е тука, бидејќи го доекипираме и со нов инструктор и стручно лице тука со нас е Методи Туше Глигоров. Веќе таа средната група со некои нови кореографии ќе настапи на првиот концерт на Сдруженијето на слепи. Морам да спомнам дека набавуваме нова опрема, промоција на такви работи, но нека остане тоа во тој фолклорниот дел после джезот. И утре во вторник во Скопје на договор, бидејќи биенален фестивалот, да се договориме до крајот на месец мај, да се реализира националниот, односно државниот фестивал на детски и младенски хорови. Враќање во Кавадарци. Да се вратиме таа динамика и тука ќе завршам и со тој, музичкиот дел, бидејќи Маријан ги спомна и ликовните и така натаму, и ќе се навратам пак на она што беше акцентирано од мене, театарот. Во моментот се работат 2 целовечерни представи и до крај на мај ќе следат 2 премиери. Едната е работена по текстот на Реј Куни на 2 стола, односно насловена како Откол накол, а од денес, односно од вечерва, почнува официјалната работа, односно пробите со представата Брачни игри на Чехов во режија на Ненад Витанов. Така да и еден класик ќе имаме шанси во ова прво полугодие, би рекол, културно да пласираме. И сега конкретно ќе се навратам и ќе дадам збор на Мики Цилови, бидејќи
соработник, односно првиот човек во тоа младинско и детско студио, да не го заборавам колегата Диме Коцевски, тој е режисер и одговорен за проектот на два стола, односно од кол накол, бидејќи не нам го спомнав, Микица за волшебникот од ОС. И дека се уште не е активна представата пасивно пушење. Ете да, благодарам Маријан, тоа ќе заборавивме, имаме барање од неколку града во Македонија, да ја вратиме на репертуар и тоа ќе го сториме. Најуспешната представа минатата сезона пасивно пушење и па не знам, со најави за некои гостување и размени дори и со професионални театарски куќи и до крај на април и текот на мај две представи ќе гостуваат од професионални театри тука. Благодарам за сугестијата и за подсетувањето. Сега Микица повели во овој твој многу конкретен дел, волшебникот од ОС. Да. Па вака, значи се заблагодарувам на медиумите, исто како што кажа директорот и Маријан за големиот интерес што не следите. Значи во овој детски дел има доста да се проговори. Значи следува детска представа Волшебникот од ОС. Тоа е еден класика филм, значи не постои дете или се надевам и возрастен кој што не го изгледал филмот. Ми беше голем предизвик кога се договаравме со директорот која представа да биде на репертуарот и така со директорот договоривме Волшебникот од ОС. Еднаш пред неколку години, пред 2-3 години имавме изработено како театар на сенки, но овој пат станува збор за играна театарска представа, што мислам дека и децата и возрастните можеби ќе сакаат да навлезат во тој детски свет и да дојдат да ја посетат да ја изгледат. Значи ми беше голем предизвик затоа што пред се станува збор за една обемна представа, каде што децата кои што глумат во представата се покажа како јас ги нарекувам вистински професионалци, значи многу добро и умешно се снајдоа во секоја ситуација што ја барав од нив. Значи изработката и подготовката на целата представа траеше околу обемни 2 месеца. Со тоа што текстот, значи требаше да се драмскиот текст требаше да се сведе на текст за деца, да може да го одглума тоа така што е од нивна страна побарано и да може популацијата кој што ќе ја следи представата да ја разбере во тој поглед. Потоа, така, бидејќи дојдов поголема малку слобода од директорот, повеќе станав и креативна. Па костимите што ги изработивме, значи Благица Илиева ми помогна во тој дел во изработката на костиме и така многу сум ми благодарна за тоа. Костимите што ќе ги видите, значи се автентични, оригинални и се потребни да бидат верни на оригиналот, значи потсетуваат на оној детал од филмот кој ако го имате гледано, значи ќе ве потсетат на вистина како такви да се изработени. Со мали додатоци на шминка, на значи некои мали финеси што ги додаваме. Овој пат во представата се појавувам и јас како личност, како лик, ама негативен, малце ми беше, значи земав голем ризик од тој дел, затоа што јас секогаш сум окружена со деца, децата ме сакаат и беше ризик да го глумам негативниот лик, заради тоа што малку ќе бидам необична од останатите ликови. Нема да ви откривам тоа, кога ќе дојдете на представата ќе го видите. Друго за представата сакам да кажам, значи децата што ја глумат се ученици од средните училишта, Широм Кавадрици, значи од гимназијата Добри Даскалов, од Ѓорче Петров шумарското училиште и Киро Спанџов Брков има едно детенце. Децата се на возраст 16 годишна возраст, ништо повеќе, 17 и една малку постара личност. Значи одлично ја одглумија, одлично се снајдоа во сите ситуации. Дори самите деца даваа идеи и беа слободни да дали смеат нешто да додадат од нивна страна, што е беше интересно и мислам дека штом јас се засмејувам, самиот режисер кога ја режира представата и се засмејува и му е интересно во сето тоа, значи представата е интересна и самите деца. Јас сакав пред се им велев да се дружат, да се забавуваат и да бидат отпуштени, затоа што така и самата импровизација на представата добива поголем шмек. Ако му дадеш премногу, значи ги ограничиш децата што да прават, можеби нема да се снајдат
во таа ситуација, меѓутоа кој ќе дадеш малце поголема слобода. Исто важен елемент што сакам да го додадам во представите е тоа што ме карактеризира мене, затоа што имам раскажувач во приказната. Во сите приказни имам раскажувач, што ми е така како еден вид заштитен знак, да речеме. Сакам да имам раскажувач затоа што ме потсетува на оние приказни бајки од детското време, затоа што има еден раскажувач што ја раскажува сета приказна, го тера дејството, како треба, што се случува, со тоа што има пикантни делови и самата публика е желна повеќе и повеќе да разбере за сетото. Така да и овој пат во оваа представа не го изостанавме раскажувачот. Дечките одлично се снајдоа, уште еднаш морам да кажам, значи тоа се веќе познати деца што глумеле во други детски представи, значи Розе Милкова, Александар Стојанов, Мартин Гогов, Сашко Орешков, Стојан Чеванџелов, Смилја Бошкова, Софија Маркова, Благица Илиева и јас како режисер се јавувам. Да не го заборавиме и сакам да се надоврзам, Трајче Јованов, имаме еден прекрасен уметник кој што има двојна улога, значи пред се сакам да го пофалам, да му се заблагодарам за прекрасната сценографија што ја направи, значи оригинална. Сликите што ги поделивме и што ги замислив за представата излегува така како што, значи тој го нацрта, го наслика и се јавува во улога на волшебникот. Значи волшебникот секогаш е оној карактер, лик е децата кои што го слушаме гласот, но не го гледаме. Кога станува збор за представа, а не за филм. Мислам дека на децата ќе им биде мистериозно и ќе сакаат да го дознаат кој е тој лик, иако на почетокот ќе го видат, меѓутоа оставаме да го откријат во текот на целата приказна. Исто така за светло и музика е задолжен мојот колега Маријан Тодоровски, му благодарам и на пробите и на поддршката што ја даваше и на децата што ги бодре, цело време ги бодреше. Сценската поддршка е на Диме Темков и плакатот кој што така е оригинален, верен оригиналот, затоа што беа искористени самите деца како ликови, глумци, јунаци, облечени. Направивме една мала така фотосесија и искористивме сценографијата, значи плакатот е дело на Билјана Соколова Тодоровска, прекрасно и благодарам, бев многу среќна кога го видов плакатот и дори не знаев и како да се заблагодарам толку многу што се воодушевив уствари кога го видов. Тоа е тоа, не знам што друго би сакале да ви кажам. Се заблагодарувам, сакам да им се заблагодарам пред се на децата, затоа што ме трпеа овие 2 месеца. Може би некогаш знаев така и да подвикнам и да им подвикнам, меѓутоа се трудам секогаш да ме гледаат како некој ментор или едукатор и кога имаат било каков проблем, значи да ми се обратат, било за глумење, било за било што, значи сакам да ја создадам таа блиска врска и линија, за да можеме утре да било кој проект да го повтениме, да го работиме, значи да можеме да го направиме. Им се заблагодарувам затоа што беа многу редовни на пробите за деца од 16 годишна возраст, знаат и многу да ескивираат. Значи беа одговорни и се трудеа да доаѓаат. Мислам дека и многу и нив им беше предизвик целата представа, беше интересна затоа што јас многу сликовит начин тоа им го правев за време на пробите. Им зборував, уште не почнати некои сцени им зборував и што е многу интересно, текстот многу малку го читавме на, значи текстовите кога ги читаме овде, меѓутоа на сцена покасно малку се симнуваме. Меѓутоа кога се симнавме на сцена, мислам дека многу побрзо и поимпровизирачки ги научија текстот и сакаа тоа да го им беше интересно, затоа што обемна беше и приказната, обемни се, значи ликовите што треба да ги одглумат се обемни и секој детал е важен и многу битен. Мислам дека целата представа во секој најможен ситен детал ја анализирав и сакам тоа да го представам. Мислам дека ќе го видите и вие, ќе ја видите и сценографијата и сакам да се заблагодарам на моето семејство, на мојата фамилија која што секогаш ми ја дава поддршката, што отсуствував месец-два малце повеќе ме немаше дома. Меѓутоа сето тоа кога ќе го заокружиме, така добиваме еден голем вложен труд, слика на една прекрасна публика која што мислам дека ќе има голем успех.
И затоа ги поканувам сите кои што сакаат и се љубители на театарот, дали станува збор за за детска театарска представа или за возрастни представа, да дојдат да ги погледнат, затоа што ќе испуштат многу ако тоа не го направат. Благодарам, јас и информатор и медијатор малку со овој. Во овој разговор со новинарите, мислам дека рековме во огромен процент и кажавме она што сакавме да кажеме и да најавиме, ако новинарите во интерес на јавноста и на нашата публика имаат некој прашање, нека повелат. Јас можеби само останав должен дека во соработка со локалната самоуправа Кавадарци, градоначалникот, посебно со тој сектор за култура, се подготвува и културно лето за прв пат во Кавадарци, меѓутоа за тоа потоа. Да не ви должиме, не сме се уште на прагот на летото, така да ќе го елаборираме и тоа и ќе информираме на време.